На милениумскиот самит во 2000-та меѓународната заедница, секој лидер, секој меѓународно тело, скоро секоја држава се заложија за реализирање на милениумските развојни цели. На половина пат до рокот во 2015-та направен е вителен напредок. Секој ден преживуваат 3 милиони деца. 2 милиони добиваат третман против вирусот ХИВ, 41 милион повеќе деца одат во училиште. Но потребно уште многу да се стори. 980 милиони луѓе во светот се уште живеат со $1 на ден. 1 милион луѓе умираат од маларија секоја година, вклучувајќи по едно дете секои 30 секунди. Господине Керим, домакин сте на средбата на високо ниво за милениумските развојни цели. Зошто е важно да се одржи овој состанок? Пред се затоа што милениумските цели заедно со климатските промени, со финансирањето на развојот, со борбата против тероризмот и со реформата на системот на Обединетите нации е едно од приоритетните прашања на агендата на 62-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Значи, фактот што тоа е едно од приоритетните прашања на агендата, значи на дневниот ред, сам за себе зборува какво значење и каква вредност тоа прашање има за Обединетите нации. Зошто решивте да му посветите посебно внимание на ова прашање за време на македонското председавање со Генералното собрание? Значи, 2008 година, точно половина пат до онаа цел и рок што е поставен, и тоа е моментот да се согледа што е сторено, до кај сме дојдени и што допрва треба да се стори за да се остварат целите. Може ли Република Македонија да одигра улога во формување на оваа нова култура на меѓународни односи? Апсолутно може, затоа што целта на таа нова култура во меѓународните односи е да се афирмираат малите земји. Моја теза е и мислење дека времето што е пред нас, кој е уште повеќе глобализацијата ќе ја развива, ќе ја продлабочува, ќе има големи импликации врз развојот на сите земји и на сите луѓе, на сите континенти, ќе треба да се развива и во смисла на дезагрегирање, разглобување на суверенитетот и префрлување еден дел на суверенитетот од национален суверенитет државен на индивидуата. Благодарам за разговорот. Благодарам ја на вас.